Финансискиот недостаток најголем проблем за изработка на елаборатите потребни за легализација на дивоградбите. Неколку години наназад се продолжува рокот на граѓаните кои до март 2011 година имаат изградено дивоградби да се легализира, но постапката оди бавно на територија на општина Струмица. Дел од проблемот е и кај самите геодетски фирми зборуваат дека имат изработено поодамна, елаборати. Меѓутоа, странките не доаѓаат да си ги подигаат елаборатите, веројатно причината се финансите средства, предпоставувам. Од друга страна, малку ради некомплетираната документација и ние не можеме експресно да ги издадеме сите тие решенија, бидејќи секој пат се појавува во сама документација, бидејќи не е само елаборатот, туку кога ќе почне да се обработува проблемот, значи тогаш произлегуваат и други проблеми во меѓувреме со доставување на накнадни документи, изјави кај нотар и така натаму. Од над 9000 дивоизградени објекти, само околу 5000 се во постапка, но сепак од Оделението за урбанизам не се задоволни од досегашното темпо на спроведување на целата легализација на територија на општина Струмица, бидејќи сепак е многу мал бројот на издадени урбанистички решенија. Упатуваат апел до граѓаните да не го испуштаат рокот, а паралелно да не се кочи реализацијата на активностите за планирање на детални урбанистички планови. Се надеваме дека тоа ќе биде последно, бидејќи ние некако се надевавме на поголем успех со тие продолжување, меѓутоа некако луѓето како го сваќаат тоа не знам. Наместо да биде, бидејќи тој закон е во нивни интереси да достават експресно и елаборати и да чекаат да инсистираат на добивање на решение со кој понатаму нели може да си го откупат и земјишто под објект или ако е урбанизиран, може и дворно место и така натаму. И апелирам да побрзаат, бидејќи таа постапка сега не чека и планирање, носи нови детални планови. Таа постапка ги растеглува и тие постапки, значи донесувањето на плановите, бидејќи таму кај што имаме незавршени легализации, значи нелегални објекти, тие мора да ги третираме како сиви зони и таму е забрането по закон, значи да се врши планирање. Граѓаните кои од различни причини не поднале барања за дивоградба што ја имаат изградено, тоа може да го сторат до крајот на оваа 2018 година. Нов рок за поднесување на барање за легализација на дивоградбите се усвои во последната владина седница по налог на Министерството за транспорт и врски. Дополнителни 6 месеци добиваат и граѓаните кои поднале барање, но им биле одбиени или не поднале комплетна документација. Барањето со комплетната документација ќе може да ја поднесуваат до 30 јуни оваа година.